А наредниве минути во утринската програма уште еден разговор кој што сметаме дека го заслужува вниманието и тема за која што сметаме дека апсолутно треба гласно да се говори. 8% е насловена представата за која што разговараме со говорниците кои што ги имам крај мене. Станува збор за представа која што е работена според истражување и интервјуирање на лица од различни градови во државата кои били изложени на дискриминација, семејно насилство и системски неправди. На оваа тема имаме тројца гости. Ќе започнам со дамата Наталија Ристовска, која што е актерка во представата. Добро утро, Наталија, добре ни дојдовте. Јован Ристовски, режисер, и Душан Томшиќ, предпоставувам го препознавате, често говориме со представници од Комисијата за заштита и спречување на дискриминација. Добре ни дојдовте. Добре. Имаме тема која што е актуелна и она што посебно ме радува е што се почесто говориме гласно во насока на подигнување на свеста на граѓаните за тоа кои се нивните права и дека не треба да молчеме за нив. Јован, сакам да започнеме и со вас, иако вообичаено на дамите им се дава предност, но сакам од режисерска гледна точка да го проанализираме се во ова што вие го работевте. Што кажува за нас како општество целото оно искуство кое што го собравте од сведоштвата на нашите граѓани во Македонија? Во какво општество живееме? Нема да бидам многу позитивен во овој одговор, бидејќи имам чувство како театарски режисер заедно со драматургот Весна Куслевска како коавтор на проектот. Во суштина, бидејќи не сме новинари, не сме истражувачко новинарство, всушност сме само уметници, нели креативни луѓе. Во сите тие градови што отидовме, што прошетавме и интервјуиравме луѓе на анонимно ниво, бидејќи слушавме и страшни приказни, во суштина ја видовме грдата страна на државата, бидејќи мислам, имам чувство дека 20-30% од граѓаниве живеат во еден круг бабл кој го викаме, во еден меур кој што не ги гледаме сите овие луѓе кои имаат проблеми од економски причини, социјални причини, психолошки, ментални расстройства и така натаму, каде што се случува до тој момент на некаква дискриминација. Дури најгрозното нешто, семејно насилство или одземање на дете на една млада мајка и така натаму. Нашиот впечаток е првен дека емпатичноста во оваа земја на многу ниско ниво, односно како режисер би се изразил дека има недостаток на љубов кај луѓето. Значи баш она човечка љубов. И другата работа, мислам дека причината е во економските причини исто така. Можеби други аналитичари и други институции поинаку ќе го обработат овој проблем, но гладен стомак не размислува на етички норми и така натаму. Се додека ова држава не се стабилизира на економско ниво, според мене, додека не се воведе постабилно и посуштинско образование и додека родителот не е достапен за детето, мислам дека нема да направиме добри дни генерации, но затоа алармираме и тоа е наша задача да ги кажеме сите овие лоши и грозни работи за да станеме подобар народ и подобра земја. Какви се приказни слушнавте? Секогаш ме фаќаат емоции за приказните, не би ги раскажувал пред јавност, но најголемиот шок ми беше првата приказна се случи во не смем да го кажам градот всушност, на една мајка самохрана со 6 деца која немаше лични карти, односно фантом случај. Меѓу кои најстрашното беше што незиното мало дете не знае, никој не го прими на болница, никој не помогна за неговата скршена рака. И таа жена имаше одличен хумор на сето онаа мака што живее, ни раскаже еден рецепт за домашен гипс. Вика, земаш едно домашно јајце, свински сапун, вика го матиш и со смесата што имате од овие две состојки, заедно со, нели, со завој, се прави домашен гипс. Знаеш, тоа го слушавме во 21 век, никој дури и од тој град, од таа болница, тие доктори не им излегле во пресред, без разлика што таа не е во системот и нема здравствено осигурување. Тоа значи дека тука најпоќе гледам тоа дека никој не се нашол во ситуацијата неа да ја помогне за незиното малечко дете од 5 години да добие здравствен третман. И сега, Наталија, колку беше тешко да се влезе во улогата на некој наш граѓанин кој е на маргините на општеството и кој живее со вакви предизвици. Колку ви беше емотивно, тешко, а од друга страна, нели професионализмот си бара оградување од целата приказна? Да, тоа и претходно јас го зборував. Овој пат, за разлика од сите претходни пати кога сме работеле представа, овој процес беше различен, секако.
Овој пат некако прво влеговме со човечкото, не со професионализмот, туку ги слушавме сите тие интервјуа со човечкото во нас, кој е нашиот став за таа приказна, како ние размислуваме за таа приказна, а и секако сите тие приказни што ги слушнавме, мислам, не ти е сеедно да ги слушаш. После влеговме на професионално ниво како ние ова да го направиме. Јас сум искрено многу радосна, затоа што мислам дека сите уметници творат во нивното време, за нивното време. И ние имаме таа шанса да твориме во нашето време, за нашето време, за проблемите што се случуваат во нашата држава. И како млада актерка мислам дека треба многу да се зборува на тие работи. И сега ние имаме, за среќа, нашата професија, каде што можеме да помагаме преку неизе. Али сепак беше како и за секој, како и за гледачите што ја гледаат представата и што ги слушаат тие интервјуа, е навистина многу тешко. Во однос на реакциите на публиката, досега ограничен број на публика имаше можност да ја види Прилеп Битола и Скопје чинам, но се надевам дека ќе можат се поголем број на гледачи да дојдат до неа. Во поглед на реакциите, вчера пробував на социјалните мрежи да најдам некакви реакции на граѓани кои што успеале да ја погледнат представата. Дел од нив велат вака: појдовме во театар многу релаксирани, бидејќи сметаме дека намената и на театарот е да не опушти и да поминеме убаво, но се вративме многу вознемирени. Од сето тоа што го слушнавме и видовме, и никогаш во реалниот живот не сакаме да го забележиме, бидејќи вообичаено сакаме да сме неми, нели, кога ќе ни кажат некаква вознемирувачка приказна: леле те молам, немој, доволно ми е тежок денот, немој ти. Во представата, бидејќи представата е камерна, публиката всушност е на метар-два до самите актери. Тоа што се случува таму на сцена и тоа што кои возбудувања, кои сензации ги правиме кон публиката, да, се на момент вознемирувачки, бидејќи разликата меѓу класична представа не е класична представа. Ова е документарна вербатим представа која не е многу застапена во нашата театарска култура. Дури и за мене како режисер е нов тип, нова форма на работа, каде што публиката слуша снимки од тие интервјуа што ги снимавме. Значи немаме лажирање, немаме нешто што измислуваме и што лажеме, туку напротив го слушаме вистинскиот глас на некоја мајка која разговара за проблемите за незините деца кои имаат ментален застој во ментален развој, така натаму, каде што стварно не е вкусно и не е баш најубаво да слушаш таа вистина, бидејќи најчесто цензурата мислам дека постои во оваа земја и секој проблем мислам дека само под теписот се става. Дали на приватно ниво, дали на професионално ниво и така натаму. Така да во представава исто така, освен што буди една не баш најдобра емоција, будат и прашања каде што се отвара дискусија. Има некои луѓе кои реагираа као, па ние, драго ми е што мене ова не ми се случува. И најчесто најнародната реакција во публиката беше што драго ми е што вика, јас сум всушност не треба да се жалам, бидејќи постојат многу поголеми проблеми. После премиерата на Скопската изведба, која се случуваше на 15 март, разговарав со едно германско лице од самите представници од донаторите на ГИС, односно од Германската меѓународна агенција, кои го поддржа овај проект, значи не е владен проект, не е државен проект. Воопшто Министерство за култура нема никаков удел во ова, затоа сме можеби похрабри и по силни во изјавите и во идејата на представата. Вика, вие, македонскиот народ, вика, многу се жалите. Тоа ми го каже еден германски представник, каде што ме замисли после кога па викам, да, веројатно сме народ кој нон-стоп само мрчиме, се жалиме и така натаму. Кога ја гледаш представата, сваќаш дека немаме никаква основа, зборувам за оние луѓе кои веќе си го средили на некаков начин животот, да се жалат, бидејќи кога ќе видите представата, сваќате дека која е вредноста на животот и што е суштината на живењето, посебно па во ова општество. Душан, кога зборуваме со вас во Македонија наутро на одредена тема поврзана со разни облици на дискриминација, зборуваме најчесто во статистика, со податоци. Дали представата е идеалниот медиум преку кој се во ова што го зборуваме како статистика може да допре директно сликовите до граѓаните?
Да, јас можам да кажам дека е еден одличен медиум кој што на несекојдневен начин нели може да подигне свеста во однос на дискриминацијата, и тоа се оние реални настани од животот кои што стварно луѓето треба да ги видат, за да се запознаат сите поблиску што се случува во нашата држава. И многу е битно низ вакви форми да дојде до подигнување на свеста, и самите луѓе кои што се подложни на дискриминаторски практики да го спознаат тоа, да видат дека тоа што не им се допаѓа и тоа што некој друг им го прави или системот им го прави, дека треба да се борат против тоа, дека треба да го пријават тоа. Значи, мислам дека представата ја кажува ранливоста на луѓето, но сметам дека има една друга компонента каде што луѓето кои што се ранливи треба да запознаат дека има систем кој што нив може да ги брани од дискриминација. Тоа што не им се допаѓа или некој друг им го прави, дека треба да застанат многу силно и дека има механизми кои што нели може со нив заедно да се справат со овој тип на дискриминација. Исто така образованието и обуката се многу важни кон сите луѓе, не само кон ранливите, бидејќи со тоа ќе се сменат ставовите, размислувањата на луѓето, бидејќи знаете сите овие практики се случуваат од одредени предрасуди кои понатаму поминуваат во потежок облик на стереотипи, кои што понатаму водат кон говор на омраза, говорот на омраза води кон насилство, и тоа е еден круг кој што секако дека мора да се прекине со повеќе едукација и со подигнување на свеста. Јас сакам да се заблагодарам јавно на Германското друштво за меѓународна соработка што овозможи да се направи оваа представа и што овозможи влез на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација преку представата, и ние да се доближиме до луѓето и да им кажеме дека има механизам каде што може да се пријават ваквите видови на постапување. Јавното говорење е добриот начин да се делува. Во тој контекст расте ли бројот на представки до Комисијата изминатиот период? Стануваме ли свесни за своите права во општеството во кое живееме? Да, од година на година постојано расте бројот на представки. Од лани до оваа година дури 100% се покачени представките. Ние пробуваме што повеќе да делуваме и медиумски во последниот период, за да можат луѓето да дознаат дека има Комисија за спречување и заштита од дискриминација, дека има државата системи и механизми каде што може гласно да се говори за неправдите кои што се случуваат. Но и она што е многу битно е делот на превенција, значи каде што ние треба да ги научиме луѓето да ги спречиме дискриминаторските практики, и еден облик кој што е многу убав, се надевам ќе продолжи и во иднина, се овие представи, јавни настапи каде што нели луѓето ќе може од прва рака да дознаат и да почувствуваат како се чувствуваат луѓето кон кои што се нанесени овие неправди. Која публика во наредниот период од прва рака ќе може да го види тоа во живо? Публиката повторно во Скопје, ќе дојдеме негде околу септември-октомври, бидејќи чекаме да завршат изборите, бидејќи по законски регулативи не можеме да ги поканиме соодветните институции кои генерално и ги адресираме во еден момент представата. Ќе бидеме во Охрид, ќе бидеме во Струга, во Струмица, во Штип, во Гостивар, може би некој град заборавив, повторно во Битола, а досега сме играни во Скопје, во Битола и во Прилеп. Така да представата ќе живее до крајот на годината и верувам дека ќе одиме на некаква балканска турнеја во иднина. И јас се надевам дека со сите оно што ќе биде ново и колку повеќе публика ја види, реакциите ќе може да ни ги споделите овде во утринската програма. Ми беше големо задоволство, честитам за храброста, треба многу храброст и енергија, прво да се преживее тоа лично, а потоа и да се пренесе на публиката. И јас искрено се надевам дека многу повеќе и многу почесто ќе говориме гласно, бидејќи сите имаме еднакви права загарантирани со Уставот и мора да знаеме дека тие треба да ги остваруваме во пракса. Благодарам многу. Благодарам.